Слово 13. За унинието. Еден од честите изданоци на многу говорливоста, како што претходно веќе кажавме, и тоа еден од првите, е унинието. Затоа и му го даваме соодветното место во низата на страстите. Унинието е ослабнување на душата и немоќ на умот, пренебрегнување на подвигот, омрза кон монашкиот завет, пофалувач на мријаните, клеветник на Бога, како да е немилостив и нечовеколюбив. Тоа е малаксаност во богослужењето, немоќ во молитвата, во службата е како железо, вршејќи ја својата духовна задача преку видливата работа. Општежитието е противник на унинието, а на човекот тихувател тоа му е неотстапен придружник. Не се повлекува се до смртта и се до неговото кончание не престанува да се бори против подвижникот. Кога ќе види келија на отшелник, тоа се насмевнува и штом ќе му се приближи, се населува крај него. Лекарот ги посетува болните наутро, а унинието подвижниците на средината од денот. Гостопримството е подлога за унинието и поттикнува на тоа со работата на сопствените раце да се врши милостиња. Усредно побудува на посетување на болните, подсетувајќи на оној кој вели болен бев и ме посетивте. Матеј 25:36. Тоа советува да се оди кај ужалените и изнемоштени луѓе и со оглед дека и самото малодушно ни советува да ги тешиме малодушните. Оние што застанале на молитва, овој безумен дух ги подсетува на нужни задачи и употребува секако средство за под некој згоден изговор да не отргне од молитвата. За време на служењето на првиот, третиот и шестиот час, демонот на унинието предизвикува во нас морници, главоболка, а пред се грчеви во стомакот. Кога ќе дојде деветиот час, ја подкреваме малку главата. А кога веќе трпезата е поставена за јадење, скокаме од постелата. И штом повторно ќе дојде време за молитва, не нурнува во сон и со недолично прозевање не ги трга од устата стиховите. Секоја друга страст потиснува по една спротивна добродетел. Но унинието за монахот е сеопфат на смрт. Храбрата душа го воскреснува умрениот ум, а унинието и тромоста на душата го растураат севкупното богатство на нашиот дух, бидејќи овој дух е еден од 8 претходници на злото, и тоа најлошиот од сите, со него ќе постапиме исто како и со другите. Ќе го додадеме меѓутоа и следното. Кога нема богослужење, го нема ни унинието, и штом ќе заврши канонот, очите почнуваат да се отвораат. Вистинските подвижници се познаваат за време на унинието. На монахот ништо толку не му носи венци како борбата со унинието. Размисли ќе најдеш дека унинието се бори со оние што се на нозе. Оние што седат ги советува да легнат или да погледнат низ прозорецот на ќелијата или да тропкаат и чукаат со нозете. Оној што плаче за над себе не знае за униние. И овој тиранин нека биде врзан со сеќавањето на нашите гревови, удиран со телесниот труд, со помислата на идните добра, нека биде соборен на земја, па кога ќе застане пред нас да го прашаме. Кажи ни, значи, распуштен и разуздан, кој е тој кој што толку наказно те роди? Кои се твоите потомци? Кои се тие што војуваат со тебе? Кој е твојот убиец? А тој тиранинот одговара: кај вистинските послушници јас немам каде ни глава да потпрем, а имам кај оние што живеат како тихуватели, да живеам со нив. Моите родителки се многубројни, понекогаш нечувствителноста на душата, понекогаш заборавот на она што е горе на небото, а може да биде и прекумерната работа. Моите потомци се мене вродената манија за селење од место на место, непослушноста кон духовниот отец,
заборавот за страшниот суд, а понекогаш и напуштање на заветот. Моите противници, кои што сега ме држат врзан, се богослужењето и телесната работа. Мој непријател е помислата на смртта. А она што ме убива, тоа е молитвата со цврста надеж дека ќе се задобијат блаженствата. Кој ја родил молитвата, прашајте ја неа. 13-та победа. Оној што на вистина ја однел во се, испитан е за се.